Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Анализа во 21 часот. Денеска разговараме на една интересна тема која што исто така е актуелна оваа недела. Станува збор за правата на ЛГБТ заедницата, но исто така и за недела на гордоста. Сите оние теми кои што се поврзани и сите оние прашања кои што пред се имавме можност да ги видиме и коментари преку социјалните мрежи, овој пат во Анализа на 24 вести ќе ги дебатираме со пратеничката Лилјана Поповска. Добро вечер за вас. Добро вечер. И режисирката Софија Теодор. Добро вечер. Добро вечер и добро ве најдовме. Пред да започнеме со дебатата во студио, предлагам како мал вовед во емисијата, за да биде појасно за што ќе зборуваме, следното видео да го погледнеме. Stani, molim te, ljudi, čekajte. Molim vas, ljudi, pre nego što bilo ko od vas ode, pogledajte ove ljude, ej! Kakav ludak? Nije ovo više pitanje straight ili gej. Ovo su dve Srbije! Samo što vas ova Srbija svaki dan tera da budete ono što niste. Ona vas tera da imate 6 različitih uloga, jednu za roditelje, za prijatelje, za ulicu, za posao. Tera vas da budete ono što niste. Crpi vam snagu, ej! Znam ja da ćemo danas da dobijemo najveće batine u svom životu, ali čak i te batine su bolje od ovog poniženja koje trpimo ceo jebeni život. Да, ова е поентата. Дали Македонија има ваква слика? Не. Ова е филм Парада, инспириран од насилието кое што беше предизвикано на геј парадата и сите тие напади на ЛГБТ заедницата. Сликата во Македонија е ваква или поинаква? Не, во Македонија немало насилство од вакви размери и мислам дека Македонија е всушност најдобра од сите земји на Балканот во овој регион. Реално кажувано, бидејќи во сите околни земји имало многу сериозни насилства. Меѓутоа, една работа која што беше сега спомната, мислам дека е заедничка точка спојна за сите земји и не само Балканот, воопшто и во светот. Предрасудите постојат со милениуми. И дел по дел земјите се ослободуваат од одредени предрасуди. Работата е во понижувањето на луѓето кои што се различни од нас. И тоа е всушност проблемот кај ЛГБТ заедницата, јас мислам најголемиот. Тоа што го кажа вака емотивно и ликот сега во прилогот, значи маката од постојано понижување кога ќе се соочат со луѓето околу себе кои се стрейт и тоа понижување е страшна работа. Губењето на достоинството, на човечноста, на самодовербата. Мислам дека тоа се основни работи и затоа, значи, кога зборувам како политичар за правата на сите, зборувам за тоа секој да се чувствува подеднакво човек во нашата земја, во светот, било каде, независно од различностите. Ние сме сите различни, но треба да се почитуваме независно од различности по етничка, верска основа, пол, раса, сексуална определба, здравствена состојба, возраст и така натаму. Така што еднаквите можности, права и можности за сите, тоа е оној принцип кој што и од Обединети нации генерално е прифатен и кој што сите земји според своите состојби и менталитет ги регулираат во закони. Ние и уставно и законски го имаме тоа регулирано, значи ние немаме дискриминација законска, институционална, официјална. Тоа е во рамка соодветна на светските стандарди. Но ги имаме предрасудите кон оние што се различни, во случајов кон луѓето со различна сексуална ориентација и тука има една голема кочница во восприемањето на некој кој што е различен и тука се предрасудите, од тоа може да произлезе и произлегува говор на омраза од поединци, од групи, произлегува по некои напади, какво што се случуваат во последнава година, кои што ние секогаш сме ги осудиле за волја на вистината и тоа е тој говор на омраза кој што се случува од поединци или од поединечни мали групи. Значи Македонија не е Србија, не е Албанија, не е многу други земји каде што жестоко се справуваат со различните и со ЛГБТ заедницата. Македонија е генерално потолерантна, бидејќи мислам дека ние имаме една традиција на соживот и по етничка и по верска основа, па тоа ни дава и едно
поголема толеранција кон различните, но сепак предрасудите си постојат и мислам дека е добро што оваа тема се отвора за да може на лицата од ЛГБТ заедницата да им се овозможи да го пребродат тоа понижување, да бидат признаени како еднакво вредни по човештина. Ние сме различни по една или по друга основа, но како луѓе сите ние сме еднакви и треба нормално, спокојно да живееме. Инаку, мислам дека видлива организирана дискриминација нема значи од тие размери напади, но не сум сигурна доколку би имало парада на гордоста, дали не би било некој поинаков исход, не знам, не би можела да предвидам. Веќе има неколку години, можеби состојбите и кај нашиот сосед се променити во овој однос. Ние црпат силата, имаме повеќе улоги. Една за семејството, една за пријателите, една за партнерот. Ова исто важи и за Македонија, иако беше ова со српски јазик, а превод македонски. Видете вака, ова што го кажа и пратеничката Лилјана Поповска, јас се согласувам со неја, затоа што навистина првин да се надоврзам на неја, дека стварно земјите кои што не обкружуваат околу нас, како што е Србија, Хрватска и така натаму, да не ги набројувам, дека навистина имаат далеко по ригорозни мерки во поглед на ова, но Хрватска го реши проблемот со тоа што од 1 јули е членка на Европска унија, така да во Европска унија пред да кажеме, мислам дека беше една недела, се донесе закон каде што сите земји членки кои што ќе влезат во Европска унија мора да ги почитуваат правата на ЛГБТ. Веќе е донесено, значи, од Обединети нации декларација, не дека тоа се веќе права на ЛГБТ, туку тоа се веќе човекови права. Исто како што кажа господјата Лилјана Поповска. Значи, истото тоа треба во Македонија да се направи. Во Македонија нема некој драстично, не знам, не дај Боже, и не ни сакам да има, значи повредување од аспект тепање и така натаму, значи зборам за насилство, а за разлика од тоа дека у Македонија постојат дискриминации, постои дискриминација. Не постои дискриминација од аспект, например, јас сум геј, па не смеам да се кажам дека сум геј, туку има во закони одредени пропусти кои што мислам дека највеќе и најголем проблем се всушност некои од медиумите кои што пласираат криво, да речеме, криво ги информираат луѓето, едноставно криви информации. Од тоа, од посвојување на деца и така натаму, бракови. Никој не го бара тоа во Македонија. Значи, брак, деца, посвојување и тие работи никој не бара. Туку бараат едноставно почитување на партнерите или партнерките кои што ќе живеат заедно. Затоа што од самото живење, кога живеете вие, не знам, маж-жена или жена-жена или маж-маж и така натаму, меѓусебно исто така... Цивилна заедница зборуваме. Апсолутно, значи, вие меѓу себе творите, создавате и сето тоа кога ќе дое, не дај Боже, смрт на едниот или не знам, се разделат од некои причини, не е битно од кои причини. Доаѓа до тоа што со имотот. Значи, тој имот нема да ми припадне мене, туку ќе припадне на роднината на мојата партнерка, пример. Што жена од 60 години, ако некој 30 години бил со некоја, кај треба да го ставиме на улица? Значи, не станува веќе збор за ЛГБТ права. Ова веќе се преориентира во човекови права. И токму затоа Хилари Клинтон можам да пофалам и можам да кажам дека жената 2016 со право ќе биде председател на Соединетите Американски држави, а со тоа и ќе биде, се разбира, светски лидер, кажа во многу наврати едно нешто. Застана пред цела јавност и првин, знаете што, ќе се надоврзам и на ова, но само со една реченица. Сите овие работи што ги трпат ЛГБТ луѓева, ги трпат од самите нив. Значи, грешката е кај нив. Знаете каде е грешката? Не може да се погледнат во огледало и пола од нив не може да си признаат што се. Вие кога не можете самите себе да се прифатите, зар очекувате некој друг да ве прифати? Значи, првин треба самите себе да се прифатите, така да ЛГБТ заедницата ја во Македонија ја поддржувам, да, но меѓутоа тоа што го работи и на кој начин го работи, тоа не ми се допаѓа воопшто. Затоа што тоа не мрда апсолутно тоа парадирање што кажавте вие по, нели, пуштивме линките и така натаму разговаравме, тоа не води апсолутно кон ништо. Затоа што вие со тоа не влегувате, вие само провоцирате да некој излезете на улица и да ве натепа некој. Друго ништо не придонесувате позитивно. Исто така и тие изложби. Ја не сум против тие изложби. Океј, нека биде изложби, но тие пари што се добиваат од Брисел, тие пари што се добиваат од амерички невладини организации, тие пари треба конструктивно и практично, едноставно да бидеме практични и да ги искористиме. Америка дава поддршка и тоа и благодарам многу
но овие нашиве како, односно од ЛГБ, значи проблемот е во ЛГБ и проблемот е уствари во криво информирање на медиумите. Вие ако ширите на телевизија хомофобија, секој ќе бега од вас. А зашто да бега некој од мене, например? Мојата сексуална ориентација е моја и тоа е право на избор, тоа е лично право. Значи тоа е право на сексуална ориентација. Тоа не е ја не правам нешто криво ако имам партнерка дома или не убивам ја некој. Значи не можете вие мене да ме третирате како криминалец. Ја плаќам за оваа земја. Значи ја сум јавна личност, јас ја представувам оваа земја. Исто како што многу луѓе кои што се, значи во ЛГБ заедницата пред треба да се прифатат самите себе си, а после пред огледало да застанат и да кажат дали сум ја достоен да земам да ги поддржувам или да земам да ги презентирам ЛГБ правата на Македонија. Да жал кај нас тоа го нема. А одредени медиуми глупости што прават, што ги слушам од калибарот, аз се спомнам ЛГБ одма, да, овие сакаат да посвојат деца, да, тоа дете ненормално. Како ненормално? Мислам, Рене Русо, холивудската глумица од две мајки, дали она ненормална? Значи, жената е хетеросексуалка, да, и плюс има и фамилија. И гаи деца, и децата и се многу нормални и воспитани луѓе. Значи, Арнолд Шварценегер беше гувернер на Калифорнија и он кажа во еден наврат: ја ги поддржувам, тоа не е мој личен став или став на мојата партија дали сум демократ или републиканец. Туку едноставно ЛГБ популацијата ми ја полнат касата, затоа што тие се креативни луѓе, одат на опера, одат на балет, ме разбирате? Значи, со тоа државата и буџетот на Америка се полни. Значи, Македонија кога би била паметна и тој кога би бил во влада, например, или премиер, председател, не е битно кој, малку попаметен, тогаш би насочила таков канал да и економски од тоа се заработува. Едноставно, не зборам ја атракција да биде, туку едноставно самите односи помеѓу нив придонесуваат буџетот на таа земја да се пуни. Така да не се глупави земјите од Европа и од вака. Па тој е типичен пример со Америка. Па да збориме од аспект цело време на инвестиции. Ама не збориме цело време инвестиции. Ако зборите вие инвестиции, вие апсолутно збориме се и за пари, односно економски го врта муабетот, затоа што и они мене ми ја извртуваат приказната и од моите зборови прават сосема нешто десето, што не е во право. А мислам дека сето тоа покрај што ЛГБ тука се виновни, виновна е и уште една работа. Хомофобиците и криво информирање на медиуми од аспект на тоа... Кој е виновен за хомофобијата во Македонија? Хомофобијата... Освен добро карактерот на човекот сам по себе. Ма не е до карактерот на човекот. Криво информирање на медиумите, затоа што јас ќе ви кажам како геј, например, човек... Но медиумите ги добиваат информациите од некаде. Не, ќе ви кажам дека не може да се плаши некој од мене, например, еве во принцип дека сум жена, нели, некоја жена, затоа што треба предрасудите да се стават по дома, што викам ја, и зад секој човек. Јас не се удварам на секоја жена. Мислам, јас сум сега дојдена тука на дебата и што треба сега да изигравам овде будала, да правам нешто што не треба? Или така, исто како секој хетеросексуалец, едноставно на секоја жена не трипа со извинение на муавет, туку си има свој профил на жена, која што... Ама не, мора тоа да се каже од прост пристап, морам практично и просто да го кажам, за да народот ги тргне тие, да речам, некои маски што ги има и тие предрасуди што ги има во глава. Втора предрасуда која што страшно ме нервира, не ги даваме ние правата. Зборам за човекови, повторно, не зборам више ја за ЛГБ права. Веќе со декларацијата на Обединети нации март месец 2012 година, што ја донесе Бан Ки Мун, а ја предложи Хилари Клинтон 2011 година, потоа тоа, благодарение на таа декларација, Обама ја спроведе и вчера чест ми беше задоволство што информација добив дека во сите држави буквално Обама тоа што го кажал го спровел, дури у најзатуцаните држави во Америка, веќе во Охајо, во Тексас и така натаму, веќе се венчаваат и дека тие веќе не се више ЛГБ права, туку веќе се тие доаѓа до човекови права и така и се вреднуваат луѓето кои што стапуваат во тие заедници. Така да причината е тоа еднаш да се престане веќе за секогаш да се кажува: моето дете на телевизија ќе види, не знам, две жени или двајца мушкарци и моето дете ќе стане геј. Вашето дете не може да биде геј ако не е родено како геј. Значи, медицинско лице донесете овде, ќе сватат дека, односно ќе ви кажат дека сексуалната ориентација е вродена. Значи, затоа и се спомнуваат во каналите на човекови права. Е вродена и сега според новото америчко истражување повеќе не постои хетеросексуална само нели како зборам сексуална ориентација, туку хетеросексуална ориентација, геј ориентација и бисексуална ориентација. Така да тоа е право на избор на човекот со кого ќе се буди или со кого ќе заспива преку ноќ, не е битно. Значи народот треба да не бега
и да не затвара очи пред ова, затоа што јас као прво, значи, потенцирам, не се пуштам на секоја жена и геј популацијата не е опасност дека ај овој трча, па овој нема да го дружам затоа што ќе ми се удвара. Тоа е чиста глупост и будалаштина која што ја слушам од народот. Ама тоа е затоа што вие медиумите, одредени медиуми, не сакам ни да ги спомнам, зборат глупости. Втора работа. Второ што зборам за децата. Детето мене ќе ми гледа филм и сега пошто детето ќе ми гледа филм, а па не па да донесам јас закон у собрание, тоа ќе стане, ќе се лево орентише таму. Детето нема да ти се лево орентише. Значи ниту е родителот крив, ниту мајката, ниту таткото што детето се родило како геј. Тоа е едноставно природа. Така да кога е нешто природно, не можете да го третирате ни како болест, а не можете да го третирате ниту пак да земете да кажете ај се ќе бегаме од овие или ќе ги тргнеме да не постојат. Не може да не постојат. Ако не постојат, тогаш зашто ја гледате Джоди Фостер? Исклучете филмот нејзе, затоа што она е декларирана лесбејка. Зашто го слушате Џордж Мајкл, Фреди Макјури, не знам, Елтон Џон, Хилари Клинтон? Не ја гледајте бе, не гласајте. Едноставно, она вршеше најголемите функции во свет. Значи беше сенаторка, беше државен секретар, председател, кандидат за председател на Америка, на најјаката земја и ќе биде председател 2016. И мислам дека работите како што тргнаа во светски рамки, веќе тоа сите полека не само што ги усвојуваат законите, туку едноставно и ги почитуваат тие закони кои што ќе ги донесат. Ако Македонија претендира да влезе во Европска унија, а тоа цело време го слушам на вести дека треба во НАТО, во ЕУ и така натаму, нема еден проблем. За влез има два веќе проблеми. Од пред една недела кога Брисел едноставно категорично кажа законот за ЛГБ да биде донесено. Так. Не е тоа законик само дискриминација. По дискриминација ќе наведеш од оздола дискриминација на ЛГБ правата во Македонија. Во 2010 година, господи Поповска, се носеше тој закон, тогаш ЛГБ заедницата не беше наведена во законот против дискриминација, со објаснување дека секако дека законот важи и за нив. Зошто, каква беше тогаш климата? Зошто и покрај толку притисоци од ЛГБ заедницата и апели да се вметнат, значи, во овај закон, да биде јасно утврдено дека не треба да постои дискриминација кон овие лица, сепак тоа не се случи. За да се изгласа еден закон треба да постои политичка волја и треба да постои едно општествено милје кое што одредени закони ќе ги прифати. Тоа не се стори затоа што едноставно немаше расположение тоа да се стори. Инаку, мислам дека законот за волја на вистината е солиден. Јас го гласав законот, тоа е познато. Го гласав затоа што е солиден, затоа што е инклузивен, значи ги опфаќа сите видови на дискриминација, со тоа што некои видови ги наведува, некои не ги наведува, влегуваат под сите други видови на дискриминација. Значи, јас и дадов тогаш и амандман за да биде и сексуалната ориентација како основа за дискриминација, како што всушност и стои во други држави, во други закони, меѓутоа тоа не беше прифатено и остана без тоа, но пак велам, законот е многу солиден, тој е инклузивен и тој го заштитува ли човек ги заштитува, генерално ги заштитува и доказ е и работата на Комисијата за антидискриминација за која што имаше многу дебати како ќе работи, што ќе работи, но се покажа дека во првата година доста солидно си ја заврши работата, тука пред се и поради Душко Миновски што ја води, кој што е еден сериозен, искусен човек, тактичен во комуникацијата, со знаење од овие области за борба против дискриминација и дури имаше и за прв пат во Македонија, нели, повлекување на учебници поради тоа што несоодветно го представувале терминот сексуална ориентација или хомосексуалноста, колку што се сеќавам. Значи, очигледно дека законот не бил пречка да може да се поништи нешто што предизвикува дискриминација. Сега, во иднина, дали ќе се вметне и тоа, е прашање веројатно на време и прашање на расположение на граѓаните. Затоа што политичарите се представници на граѓаните. Тие мора да водат сметка за оние кои што им се избирачи. Во моментот
проценето е значи дека граѓаните не би го одобриле таквата формулација. Мене ми е криво затоа што не верувам дека две зборчиња може да сменат суштествено било што, нели? Нема нити да одземат, ниту ќе додадат многу, но ќе ги ослободат представниците од ЛГБТ заедницата од стравот дека можеби бегањето од тие две зборчиња нешто значи. Затоа мислам дека треба да се додадат и затоа и го дадов амандманот, за да биде спокојна душата на секој да знае дека формално е заштитен и дека и тој е спомнат во тој закон, да не мора да се бара и да се замислува во тие другите. Знаете, она што го велат во ЛГБТ заедницата, велат дека она што им пречи е молкот. И тоа што не се зборува, се плашат луѓето да спомнат за нив и за нивната состојба, и на тој начин и нив ги доведуваат во ситуација да се плашат да спомнат за некој свој проблем кој што го имаат. Ние на почетокот кажавме, ние не сме ни Србија ни Албанија по високото ниво на хомофобичност што постои, далеку од тоа. Меѓутоа, ние сме сепак земја каде што за овие теми не се зборува отворено. И сега јас можам да кажам, да, во Македонија не е страшно, јас не припаѓам на таа заедница. И знаете, и 100 стапа по тој грб не болат. Сега, јас ги слушам, ги гледам луѓето, јас генерално се залагам за почитување на човековите права на сите, буквално на сите граѓани, независно од различностите. Тоа ми е определба и на партијата како Зелена партија, тоа ми е определба и лична, како човек сум се борела за правата на жените и мажите подеднакво, за правата на лица со посебни потреби, за социјално маргинализирани, и еве се отвори прашањето и за оваа популација, така што тоа, значи јас немам проблем со изговарањето на зборовите или со општите заложби кои што се природни. Тие се веќе општо цивилизацијски заложби за еднакви права и можности на сите. Па има предрасуди, тоа се предрасудите и стереотипите и одреден страф од непознатото. Владата не поддржува хомосексуални бракови, но исто така се извинувам и политичарите сме дел од граѓаните. И опозицијската СДСМ непосредно пред избори кажа дека не поддржуваат хомосексуални бракови. Која партија би можела да се залага за еднаквост на ЛГБТ заедницата? Видете вака, Софија Теодор многу добро кажа, значи не нити они како заедница во моментов не зборуваат за тие прашања, значи зборуваат за еднакви права и можности. Не, уште не се зборува за тоа во јавноста, се зборува значи за на ниво на право. Право и слобода на движење во смисло слободно да се движам деклариран како различен, слободно да се движам некаде, да не морам да се кријам, да не морам да се претворам, нели? Тоа е она што го вела, тој го рече, нели, човекот, цитирам од филмот на почетокот, значи да се чувствуваат слободно каде и да одат, без страф дека некој ќе го смени односот кон нив поради тоа што имаат различна сексуална ориентација од нас. Тоа е суштината, всушност, правото да се биде достоинствено, да се чувствуваш достоинствено и еднакво како и другите. Инаку во комуникацијата во Македонија ние немаме некои видливи проблеми во тоа. Јас не сум сретнала во опкружувањава, но сум сретнала луѓе кои ми се жалат дека имаат. Значи во круговите каде што они се движат со луѓе од иста сексуална ориентација, велат дека имаат одредени проблеми во комуникацијата, во третманот и така натаму. Значи тоа е некоја индиректна дискриминација, но со овие јавни некои настапи и напади, ова беше вандалски напад кој што ние го осудивме, тоа се неприфатливи работи. Јас само морам да кажам дека за нападот на ЛГБТ инфоцентарот, во старата чаршија, каде што покрај тоа што го осудивме како вандалски напад, кажавме истовремено и дека го поздравуваме настапот на полицијата, брзата реакција на полицијата и потоа
најавата дека нели ќе се стори се што треба да се фатат насилниците. Јас се надевам дека Да, тоа 4 и ќе го напади видиме се уште наскоро. немаме откриено кој го направил тоа. Ќе мора тоа да се направи за да не се подхрануваат, да не се засилуваат насилниците. Знаете, ако не го санкционираш еднаш, тој ќе направи втор пат. Ако трет пат не го санкционираш, ќе продолжи и ќе зема замав. И некои, посебно бидејќи се тоа млади деца, мислат дека со тоа излегуваат храбри или поголеми, не знам, заштитници на нешто. Значи, треба да се каже дека тоа е спротивно на човештина, спротивно на човекови права, спротивно на достоинство, дека е недолично и дека е криминално дело. Значи, казниво дело. И затоа треба да се казни. Јас очекувам дека наскоро ќе бидеме сведоци и на казнување. Софија, дали борбата, пред се да кажам дека изворот за тебе како гостин беше дека не припаѓаш на ниту една организација. Апсолутно. Си една позната личност со која што јасно зборува за својата сексуална ориентација и можеш, значи, работите од еден објективен агол да ги гледаш. Токму затоа би те прашала дали мислиш дека оваа заедница, оваа популација има потреба од законска регулатива, затоа што ова претходно што го зборуваше пратеничката, повеќе наликува дека како да треба да натераме другата група која што е различна од популацијата, по секоја цена да ги сака. Да ја сака оваа Не, популација. видете, ја ќе кажам само една работа. Први ќе се навратам на ЛГБ заедницата сака и која да ги што почитува. Се работи за толеранција и почитување, значи и разбирање на она што го кажа господја Теодор, значи Но ако не се донесе законска рамка, тогаш може некој да дел не... од природата и мислам тоа во тој дух се согласувам, дел од природата ти не можеш да негираш. Кој е роден со таква сексуална ориентација, тој е. И сега што треба да прави? Значи, живее. И затоа дај му да живее, да живее нормално. Го сватат тие кои што ги носат законите. Точно. Затоа што луѓето, кога ќе се донесат законите, законот е таков и луѓето Видете, нема... во законите нема дискриминација. Так. Во законите нема дискриминација. Она, колку што јас ја разбрав, господјата кажа дека има на некој начин индиректно некои одредби делуваат, влијаат така што они не можат да во одредени ситуации да си остварат одредени Да, и токму затоа права. јас ќе кажам следно. ЛГБ, значи јас се извинувам вака што упаѓам. слободно, извинете. ЛГБ, значи заедницата во Македонија на тоа прашање ништо не прави. Јас не припаѓам на таа ЛГБ заедница, но меѓутоа ја поддржувам затоа што еве да кажеме се трудат нешто да направат. Тоа нивно парадирање, тоа нивно взимање пари од ваму од таму. И тоа ништо не правење, тоа воопшто не е конструктивно. Конструктивно е, ќе ви кажам, некој може ќе се смее, нека се смее. Ќе направам јас законник кај што точно знам што треба, што не треба, и јас лично еве ќе оставам ако треба и телефон горе, нека ми се јави премиерот на Република Македонија Никола Груевски, ќе седнеме вака на една дебата, ќе му кажам што треба, што не треба, и после тоа они нека се спроведат као владеечка партија, буквално законник кој што не законник сите, па а и ние. Законник точно што треба, што не треба. А што треба? 3 точки требаат. Прва точка. Јас, например, ако имам партнерка, имам 34 години и со неја ако сум уште 30 години, јас ќе дојдам 64 години. Што ако ја не сум Софија Теодор, не работам ништо, ме издржава партнерката и она почине. Од X причини се случува, не мора да е нешто болно. Срцев удар, утре ја нема. Ја останувам на улица. Цел имот кој што јас сум била дел од таа заедница, сум давала и јас нешто од тоа. Нема никаква судска регулатива дека мене нешто ќе ме заштити. Нема да ме заштити, туку целото тоа имот, све што е стекнато, си го зима фино лепо нејзиното семејство. Јас останувам на улица. Зар е хумано 64 годишна жена или 70 годишна жена да оставите ви да фрлите на улица? Не е хумано воопшто. Значи ја токму затоа потенцирам и тврдам владеечката партија да не ги искривува муабетите од аспект посвојување брак, никој не му бара брак. Значи ова се правни регулативи. Едноставно треба под број 1, значи е тој проблем. Број 2 има проблем околу разделување на имотот. Значи каде тој имот, не во случај да умре, пример, ева 10 години живеам, си одам. Тој имот каде ќе оди? Тој имот како ќе се раздели?
И третиот проблем, најболен проблем, и мислам дека сите луѓе кога ќе им се презентира сето ова, нема да има тоа што вие кажавте на почетокот, дека треба мене некој да ме прифати. Зашто мене треба некој да ме прифати? Мислам, кој е тој некој што треба мене да ме прифати? Јас сум еднаква, јас сум родена таква, и ја едноставно сум тоа што сум, но ја не се кријам, ја не се плашам од некого. Јас стојам за тебе и мене не може да ме застапува ЛГБ заедница у Македонија. Ако ме застапува, мене може да ме застапува Хилари Клинтон. Жена која што покрај Бил стана пред цела светска јавност, не е тоа само америчка јавност од 500 милиони луѓе, тоа е светска јавност. И кажа, да, ја го имам Бил, ја имам дета, но јас имам и лесбијски врски. И тоа го стана, го потенцира, и тоа работи она на тоа. И цел свет, сите, буквално држави, почнаа да се вртат на кај тоа и мора тоа да го донесат, затоа што Америка што каже, тоа е точка и тука нема уште една точка. Ако ставаш уште една точка, тоа ќе продолжиме, нема продолжување. Значи тоа е право, не е ЛГБ право. Значи престанете веќе вие и новинари и медиуми, ЛГБ, не постојат ЛГБ право. Значи право, како што рече господјата Поповска, право на живот, право на избор. Значи не може вие мене хомофобици или некој мене да дојде да ми ја каменува куќата. Која сум ја? Он мене ме родил. Он мене ме створил. Значи, премиерот на оваа земја треба од аспект на човечко и човеколюбие да размислува, а не од аспект законот во вакво. Тоа се луѓе. И третото, јас извинувам, морам уште едно да кажам, трето многу болно, доколку мојата партнерка е болна и доколку е, не дај Боже, у кома, у државна или у градска или било која болница. Јас според закон таму не пишува маж, жена, маж, жена, жена, туку пишува маж, жена, родители, деца и не знам тоа. Ја како додам да посетам нејза, кој е на интензивна нега, кај што е затворено, кај што е кома, кај што нема пристап секој да влезе на посета. Значи ја треба буквално да седам надвор на улица, зар тоа не е тажно? Мислам, јас зборам од аспект на хуманост, да стојам доле и како будала да чекам незините родители кои ќе се симнат, да прашам како е она, а во многу случаи не зборам за мене лично. Не може ни тоа да се направи затоа што они не комуницираат со родителите на партнерот. Затоа што родителите не може да си го прифатат детето, има многу такви кои што мене ми е стварно жал. Детето собствено не си го прифаќаат и тоа дете иде на улица и буквално проблемот е од тука. И ако тоа дете е на улица, тоа и да има утре партнер и да му умре партнерот, нема кој да го издржава. Тоа не може да се врати дете кај родителите или тој возрастен човек или не дај Боже нешто болен, не дај Боже има во животот, може денеска да бидете здрави, утре да се разбудите са бајле нездрави, не нездрави у паметот. Туку може све да ви се случи, не дај Боже мозочен удар, срцев удар, да се парализирате. Значи треба некој да се грижи за вас. Буквално тоа го зборам ја. Значи законот што премиерот го донесува и пратениците во парламентот треба да бидат малку од хумен аспект да гледат. Она е единствена која што е храбра и која што дојде овде да дебатира заедно со мен. И јас за тоа ја поздравувам. Но меѓутоа другите пратенички и пратеници бегаат. Тоа не можете вие да бегате, затоа што ја плаќам данок на оваа држава. Зашто јас да служам на оваа држава која немам никакви права? Зборам повторно не за ЛГБ права, значи права на хуманост, права на човечност. Човек како човек. Да седнеме и едноставно да престане да не ги зборам латас, матас и тие, да не ги спомнувам, не ни сакам, ма да латас ми е као пријател, многу фини, толерантен. Но не, ова се емоции и ова се буквално, ова е вистина, која што сите ја преќутуваат, која што не знаат да ја издебатираат. Нека повели, а пак ќе кажам, бројот ќе го оставам горе у режија, нека ми се јави лично премиерот на Република Македонија Никола Груевски, јас го повикувам, да ме викне кај него у кабинет, може да дојде господјата Лилјана Поповска, да разговараме, да разговараме во врска со законникот. Јас сум страшно сериозна, ја може во други емисии сум несериозна, затоа што ова е сериозна тема за дебатирање на луѓе кои што ќе се родат, кои што се родени, кои што функционираат и кои што тие луѓе им се промашени животите. Значи тој човек мора да се жени заради татко му, заради мајка му, со жена, ако е маж се разбира, да изиграва хетеросексуалет, да глуми двоен живот, децата да ги воспитува, демек, ај, тато, мама, не знам ова, а он во душата си живее сосема трет живот. Значи, тоа вие го осудувате тој човек и го кастрирате од самиот старт. Такво нешто не може и не смее да биде. И ја повикувам и америчката амбасада и исто така и амбасадорот да поведе рачуни во врска со законите кои што се донесуваат во оваа држава во поглед на човекови права. Значи повторувам да не бидам тука криво на некои места изветоперени моите изјави. Зборам за човекови права. Зборам за декларација која што 2012 март месец потенцирам Бан Ки Мун ја потпиша.
Ја потпиша затоа што знам, затоа што ја имам влијание на потпишувањето, еве лично и персонално кажувам, затоа што има многу луѓе кои што ми се многу блиски од таа Обединети нации и од Европската заедница која што ги потпишува тие права. Така да не може Колку сме Македонија да близко биде или далеко од ова што го зборува Софија да се случи кај нас? Не би се Слободно. согласила во еден дел, ке ми извините. Значи, не е работа на ниедна амбасада и на ниедна друга држава за тоа какви закони има Македонија, така што тука значи правото е на пратениците кои што го добиваат легитимитетот од граѓаните. Извинете, значи Софија за лобирање. Да, господја Поповска, но меѓутоа лобирањето, ако на пример пратениците во собранието кажуваат дека ние не смееме, ние не можеме, ние немаме као консензус, ние не знаеме ова како да го направиме, ние се плашиме од граѓаните, кои граѓани? Јас сум граѓанин на Република Македонија. Ако сум ја граѓанин на Република Македонија, зашто мене ја даноци плаќам, зашто плаќам? Затоа што јас морам ова, јас сум одговорна пред јавност ова да го кажам. Затоа што јас сум режисер и така натаму се извршувам својата функција. Но меѓутоа јас сум пресет човек. И јас застапувам, не застапувам заедница ја, туку луѓето се поисоветуваат да кажеме со мене во оглед на тие ставови. Така да тие мора да живеат. И они ако се безгласна буква и ако не може да дојдат до медиумите, јас имам право пред се совест во прашање. Значи, да им се подобри едноставно животот на тие луѓе. И не можете вие да ги игнорирате. Значи, не може. И затоа зборам. Пратениците, ако не можат, под наводници, не сакаат во прашање, да го направат сето ова, од X причини, затоа што владеечката партија на одредени телевизии си кажува некои нобелози од аспект, да, детето ќе ми види и тој такво ќе стане. Мислам, тоа го расчистивме и нема да повторувам. Да не одиме со Не, јас кажувам следно, значи јас премиерот Никола Груевски сакам да го видам на маса, да ми се јави и да отидам кај него. Не, ја сама ќе кажам. Не, ова не е за Фраканција воопшто. А ако Македонија не може да донесе таков закон, онда ќе му каже Америка да донесе таков закон. И јас гарантирам и ќе потенцирам дека 2016 кога ќе дое Хилари Клинтон, ќе се игра друго оро. И тоа не само во Македонија, туку во светски рамки. Ја ова го кажувам, го тврдам и го потпишувам. Да се навратиме значи на тоа колку сме далеку или близко со тоа што самото објаснување е дека граѓаните не се подготвени за токму за вакви закони. Како од старт, какви закони, чекајте, вака, значи првин да не се создава забуна, значи овдека од она што беше кажано се работи, значи она што господја Теодор го очекува и го побарува од парламентот, колку што јас разбирам е да се направи можност за формализирање на цивилна заедница. На тие три тачки што ги кажа. Цивилна заедница, затоа што значи во смисла на тоа како што цивилна заедница може да биде и ако земе една фамилија повозрасен човек да го чува. Значи исто има регулирани односи, имотно-правни односи. Тоа зборам. Значи јас вие говорите за имотно-правни, не е тоа законник. Законник е голем збор. Ова, значи вие зборувате за можност за регулирање на имотно-правни односи во било каква заедница, којаш каде што и луѓе од ЛГБТ заедницата не би биле исклучени за да можат да се ги регулираат своите правни односи, за да можете да и плаќате на државата според она даноци како што треба, а од друга страна државата да ви гарантира сигурност во случај на болест, на смрт и слично на еден од членовите на таа заедница. За тоа зборувате, точно се разбравме. Значи не зборувате за брак, не зборувате за значи не е тоа законник, значи вие зборувате за некоја одредба каде што ќе можете во тие цивилни заедници, ако може возрасен човек да се земе во заедницата, да му се гарантира живот до крајот на животот. Да не се остават тие на 64 години на улица да рече. Така, значи добро, се разбравме. И мислам дека ова пратениците ако не може да го донесат, однот ја не разбирам. Дека цело време збориме граѓани. Кои јас паѓам у граѓаните, така? Значи ако граѓани не може вие мене да ме дискриминирате, а не сум граѓанин. Значи, онда ко ослободете ме од даноци. Онда ја нема да плаќам данок. Токму тоа ми беше прашањето затоа што цело време значи зборуваме граѓаните не се подготвени, а со тоа автоматски ги издвојуваме останатите кои што се така следно прашање околу оваа тема беше баш тоа да се навратиме колку сме близко или далеку да правата значи на ЛГБТ популацијата да бидат еднакви со правата на сите кои што живеат во Македонија.
По закон, значи, ако се исклучи овој аспект, кој што сега беше говорен, значи, генерално се еднакви. Право на школување, право на движење, право на... Не, госпоѓо Поповска, не зборам за право на Не, школување и не, движење. јас Добро, на сега- ниједен факултет не башуваат сексуална ориентација, па за да има дискриминација. Веќе не полемизирам со вас, господио Теодор. Тука се разбравме, значи се готово. расчистивме, се одговарам на прашањето. Значи, законската регулатива, нели, како е регулирана. Значи, нема ограничување по таа основа. Значи, тука нашите закони се главно хармонизирани со она што се европски стандарди. Сега, во примената, значи во третманот на луѓето сме тие кои што ги имаме предрасудите. Јас еве трет пат повторувам во емисијата, се работи за предрасуда кон некој што е различен. И страв од тоа да не има некакво влијание врз мојот живот, тој што е различен. Тоа мислам и господја Теодор го спомна добро, и сами, значи, они го осеќаат тоа, вие го осеќате тоа како Па еве, ја кажувам три Тоа е работи. проблемот со кој што се среќаваат. Значи, тие предрасуди и тие небулози мора да се тргнат, но тоа го прави повторно, ќе кажам, владечката партија со тоа што цело време кога јас ќе зборам за цивилно, ова вие што го кажавте, они ми зборат цело време, овие барат посвојување деца, овие барат. Значи не барам посвојување на деца. Новинарката кажа дека практично генерално е, значи, расположението во партиите, речи се генерално за да Добра, ако е расположението генерално, битни разлики, а затоа зборувам, има состојби, работи кои што бараат одредена свест и бараат одредено ниво на свесност во општеството за некое прашање, за тоа колку е некое прашање релевантно, колку е горливо, колку е живо за некоја групација од општеството. Вие прв пат како заедница, вие велите не припаѓате формално на некоја невладина организација од ЛГБТ, но сте дел од заедницата. Значи, вие како заедница практично последниве 2 години ги кажувате јавно своите проблеми во секојдневното живење. И прв пат граѓаните се соочуваме со вашите проблеми, за кои што досега не сме биле свесни. Добра, и затоа, значи, ако ми дозволите само, затоа, значи, велам, пред 2 години се отворија овие теми и прв пат сега почнува таа дебата. И јас затоа апелирам да има цивилизирана, разумна дебата. Со аргументи, со едни човечки аргументи, еве како што вие ги кажувате, со што се среќавате и можете да се сретнете во животот. И како да се реши ова и ова прашање без големи зборови, без бомбастични најави, без паради и без насилства и така натаму од ниедна страна. Тоа ќе се реши, јас знам и како ќе се реши. Ќе се реши на следен начин, кога нема веќе да има искривување на вистината, тоа е прва работа по медиуми, и втора работа, нека ме викнат слободно мене, јас на сите медиуми, не само овде, туку и во вести, ќе настапам и ќе ги кажам овие работи. Кога на граѓаните ќе им ги кажете отворено, со што вие се судрувате, секој нормален и паметен човек ќе го прифати. Сега кога ме слушаат луѓе, наискрено зборувам, знаат дека секогаш сум искрена и секогаш го зборувам тоа што го мислам, ништо не е задкулисно работам. Едно, јас сум чиста и пред себе, и пред Господ, и пред граѓаните, и пред секој човек кој што бил дел од мојот живот или ќе биде дел од мојот живот. Значи, јас ќе кажам следно. Не ја искривувајте вистината. Значи, под број 1 ќе повторам, затоа што на некој сигурно му треба повеќе што викаат повторување. Не може вашето дете да биде геј ако не е родено како геј. И нема што да бегате од луѓето, нема што да ја занижувате пред нив. Едноставно, страф од непознатото имаат. А нема да има страф од непознатото ако се тоа им се сервира. Значи, луѓето да сватат дека јас не сум опасна за никого, затоа што јас не бркам жени која што ќе седне до мене да ја земам. Значи, си има одредени правила и принципи нормални на соработка, на дружење, на комуникација и така натаму. И не можете вие да пласирате во медиуми вести каде што кажувате цело време, тоа го завивате под баук тема. Последното нешто што страшно ве физиритирана, кога дојде Фрањо, папата, значи, кога дојде на престолот, една телевизија, не сакам да кажам, ја изврти вистината. Кажа дека тој буквално бил против геј популацијата. Не, туку тој човек јасно и гласно, амерички вести гледајте, ќе кажа следно. Ние ги почитуваме и ги поддржуваме луѓето од геј популацијата. А тоа што тука се преќутува, многу работи се преќути овде. Прво, декларацијата на Бан Ки Мун, морам да кажам само една реченица. Декларацијата за Бан Ки Мун се прекина.
излагањето на кралицата Елизабета се прекина. Како можете вие светски лидери да прекинувате и да не ги пренесувате тие вести? Но луѓето не се глупави, имаат интернет, читаат. Значи, Так. Не верувам. Сето тоа. Господа Теодор, не верувам дека имало тенденција, нити прекинување, нити ништо. Јас не знам точно ни зашто зборувате, Па јас ќе ви кажам, еве, подоцна да поразговараме. ние сме скроз на кратко, слушнавме сигналот три пати. Јас многу добро знам, само не ќе се да спомнам. Јас и на двете ви благодарам што бевте мои вечерашни гости. Благодарам многу и вам, Каква почитувани Америка, гледачи, вам што не следевте. Останете понатаму со нас, следува Дневникот во 22 часот. Пријатно.